почитувано градско собрание, почитувани пратеници, почитувани и најмили наши верници и сите овде дојдени пред овој тажен помен. Тешко ми е да проповедам за овие настани. Овде не проповеда устата, туку проповедате сите во вашите срца. Проповедате во вашите мисли и проповедате во вашите сеќавања. Значи, додека трае поменот и престојот на живите, толку ќе трае и поменот на оние што навистина се свети маченици. Денеска проповеда не устата. Денеска проповеда оваа света тишина, свето Божјо молчание. Денеска проповеда молитвата. Денеска проповедаат солзите натажени, затоа што изгубивме наши браќа во Христа Бога и тоа на неправеден, злокобен начин. Од тука е нивната љубов голема. Љубов кон ова село, љубов кон наше тетово и љубов кон сите вас. Свети апостол Јован вели: Бог е љубов. И оној што има љубов престојува во Бога и Бог престојува во него. А пак свети апостол Павле во посланието до Коринтијаните во 13 глава ќе прочитате прекрасно за љубовта. Вели: љубовта во се надева, на се проштева. Љубовта се извинува. Љубовта на неправда не се радува, туку се радува на правда. И завршува со прекрасни зборови, а сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. Тие се три вечни суштини кои што секогаш пребивале и ќе пребиваат. Но најголема меѓу нив е љубовта. Има ли поголема љубов душата и телото да ги дадеш за своите пријатели? Нема. Ете, тие дадоа и душа, и тело, и жртва. Од нивната света крв, верувајте, дека ќе се родат многу Николци, кои кога е потребно за државата, тогаш ќе треба да се најдеме сите пред неа. И затоа завршувам со прекрасни зборови, кога се вели во Евангелието колку ли е прекрасно кога браќата се сложни. И имајте љубов кон сите. Имајте љубов, вели Господ, еден со друг. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици апостоли, оти имате љубов помеѓу себе. Секогаш во чест на овие маченици крстот Светко Васко и Стојан да не подсетува срцето, да диши душата и срцето да бие за љубов кон сите. Да не се делиме на големи и мали македонци, да не се делиме на партии, колку ли сме осамени, колку ли останавме шака народ. Да се сакаме еден со друг, да се почитуваме еден со друг, да си проштеваме еден на друг. Оти љубовта е ненадмирлива и вечна. Бог нека си ги прости нашите свети маченици, крстот Светка Васко и Стојан. Господ нека им подари вечен ангелски живот.